Новогодишните празници се уште побави и помагични кога во поштенското сандаче ќе најдете убава и шарена новогодишна честитка. Но последниве години традицијата на пишување и праќање новогодишни честитки полека но сигурно исчезнува. Граѓаните сметаат дека напредната технологија, компјутерите, телефоните и интернетот го потикнале овој начин на честитање нова година да се избегнува. Според нив, полесно е на пријателите електронски да им посакаат убави желби за наредната година, отколку да напишат збор 2 на парче хартија, која не мора да ја пратат по пошта, туку можат едноставно да ја остават во поштенското сандач или пак на прагот од влезната врата. Останува, викам, традицијата за праќање на честитки? Да. До кого ги испраќате? До внуци, до блиски така. Синој. Да? За кого ги испраќате, за За најблиските? синот, за внуката, да, за најблиските. Дали вие тоа го сега практикувате? честитки. Не? Не. Колку испраќате новогодишни честитки? Ич. Ниједен, многу малку. Многу малку. За Австралија сум, Да. иначе на друго место никаде. Тронски испраќам честитки, повеќе не испраќам така по пошта. Колку испраќате новогодишни честитки? Неколку. Така, на кого најчесто, на најблиските? На најблиските. А на најблиските тие што ги знаеме, некој во странство имаме браќа, сестри, така работа и таму, али го одржуваме тој тренд. Така. Се допишуваме и честитки си праќаме, се. Колку во денешно време испраќате новогодишни честитки, онаа традиција која што имавме во минатото преку пошта на некого да му Години честитаме? имам уназад, не праќам. Не Тоа праќам. го правите електронски, на кој начин? Електронски, преку мобилен и така. Ниедна. Тоа го правите електронски? Да. Колку испраќате новогодишни честитки? Многу малку. Вие, господине, дали испраќате или може би еве и технологијата? си го Никого, направи? само ова мобилниот. Значи тоа. само на тој начин ја Само на честитате. тој начин, друго ништо. И покрај тоа што последниве години поголемиот дел од граѓаните на пријателите електронски им посакуваат убави желби за наредната година, сепак ништо не може да го замени чувството во збудата кога испраќате, односно добивате честитка. Ништо не може да ја замени насмевката од радост и изненадување, дека некој се сетил на вас. Факт е дека начинот на живот и темпото на работа не окупираат, но секогаш може да се најде време да направиме нешто убаво за некој што ни значи. Нема да ве чини многу, а ќе ви значи премногу.